Добро вечер, почитувани гледачи, минути предвидени за вестите од културата. Изложба посветена на примадоната со светска кариера Милка Евтимова е отворена во амфитеатарот на спомен куќата Мајка Тереза. Повод за изложбата беше 25 октомври, денот на операта. Изложбата е резултат на соработката помеѓу Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза и Музеот на македонската борба за самостојност. На 27 октомври во 12 часот во амфитеатарот на Спомен куќа на Мајка Тереза беше отворена изложба посветена за животот и делото на Милка Евтимова, наречена Оперска одисеја, наследството на Милка Евтимова. Изложбата ќе биде отворена до 10 ноември и влезот е слободен за сите посетители, па ги покануваме сите оние кои што веќе биле во Спомен куќата да ја посетат и оваа повремена изложба, а оние кои што не биле да искористат оваа прилика да ја посетат и оваа изложба, како и поставката за Мајка Тереза. На изложбата Оперска одисеја, наследството на Милка Евтимова, поставени се 7 изложбени форекси на кои е опишан животот и делото, како и кариерата на оперската дива, а на самото отварање беа поставени и дел од музејските материјали што ги содржи нашата институција од личниот фонд на Милка Евтимова. Заврши меѓународниот театарски фестивал Рута. На сцената на Драмскиот театар во Скопје беа изведени 7 регионални представи, а гостуваше и Белградското драмско позориште со представата Повеќе од игра. Адаптација на истоимената култна ТВ серија од крајот на 1970-тите години. Со представата За цел живот на авторот и драматург Бенјамин Хасич во изведба на театарот Сартар од Сараево заврши меѓународниот театарски фестивал Рута во Драмскиот театар во Скопје, кој се одржа од 25 до 31 октомври. Во 7-те фестивалски денови, љубителите на театарот имаа можност да уживаат во 7 представи од регионот, меѓу кои и представата Повеќе од игра на Белградското драмско позориште. Представата е адаптација на сценариото на Слободан Стојановиќ, работено за истоимената култна југословенска ТВ серија. Nama je bilo svima drago što igramo u predstavi koja je po delu Slobodana Stojanovića, s obzirom da on zaista pravio plemenita i lepa, čovekoljubiva dela koje ukazuju na to da u svakoj zajednici treba da volimo jedni druge, najjednostavnije rečeno, što mislim da je potrebno u svako vreme, pogotovo u ovo, da bez obzira na sukobe, bez obzira na sve različitosti i ideološke suprotstavljenosti, mora da prevlada razumevanje i drugog i drugačijeg. Ja igram Gulivera, ono što je igrao Nikola Simić u seriji, i moram priznati da mi je ovo jedan od najvećih izazova bio otkad se bavim glumom, da ne gledam seriju, nego da čitam ono što mi je ponuđeno i da od toga pravim nešto što je moje. Eto, baš mi je drago da smo ovde, baš ono je prvo gostovanje van Srbije i stvarno se radujem da prosto da vidim i kako će ovde publika reagovati. Ревијалниот фестивал на театрите, членки на Регионалната унија на театри, започна со копродукцијата Животот на провинцијските плејбои по Втората светска војна или Туѓото го сакаме, своето не го даваме, во режија на Иван Пеновиќ, по текст на авторот Душан Јовановиќ, во која учествуваат ансамблите на Драмски театар од Скопје, Белградско драмско позориште, Местно гледалиште од Љубљана и Центар за култура од Тиват. Представата Народен пратеник на Македонскиот народен театар во режија на Егон Савин ја освои главната награда Борислав Станковиќ за најдобра представа во целина на 45-тиот фестивал на театарските денови на Бора во Врање. Жирито во состав Наташа Гвозденовиќ, театарска критичарка, Трајче Кацаров, драматург и Васил Василев, театарски режисер и председател. Образложија дека представата се издвојува како најдобра, бидејќи е комплексно и вешто режирана и е сместена во автентичен простор, што го засилува доживувањето на дејството. Во конкуренција за наградите учествуваа 7 представи, 4 од Србија, 2 од Република Српска и 1 од Македонија.
Со ова информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание.